Добре дојдовте во процес. Граѓански активист доби отказ од работа и стана жртва на политички притисоци. Добре дојде за мојот гостин Владо Димовски, учесник во Шарената револуција, во наставничкиот пленум и невладината организација Центарот за меѓуетничка толеранција. Така. Добивте отказ од директорот на основното училиште Али Авдовиќ во село Батинци, општина Студеничани. Кога се случи сето тоа? Има ли некакво образложение зошто се случило сето тоа и некаква најава? Решението за прекин на работниот однос го добив на 1 октомври, на 1 февруари со прекин на работниот однос на 31 јануари, без никакво односно образложение, значи нема образложение, само се прекинува работниот однос и така натаму. Како ви соопштија? Па добро, комуникацијата моја, јас бев на работа во тие денови, значи од почнување на второто полугодие бев на работа и решението го добив од секретарот на училиштето, со кого имаме многу коректен однос. Ми се јави човекот, ми кажа, ми соопшти дека таква и таква е работата и ме праша дали ќе поминам во училиштето да си го земам решението или не. Јас поминав, го зедов решението, го подпишав и така натаму. Предходеше на сето тоа и одредени притисоци во тој изборен период и така натаму. Во ноември месец, на 3 ноември, какви притисоци? Јас на 3 ноември добив исто одлука за намалување на фондот на наставни часови, која одлука била донесена на 1 октомври, а мене ми беше дадена дури на 3 ноември, а јас си го работев октомври месец со 20 часа, зашто и Државниот инспекторат за труд донесе решение да ми се надомести тој месец кој јас сум го работел и така натаму. Ја обжалив и таа одлука во тој период. Мислев дека е тоа само некој обид на мал притисок, но еве го големиот реваншизам и притисок дојде со неполни 2 месеци. Имаше ли некоја, со директорот, некоја комуникација, некои предупредувања претходно? Вие бевте доста активен и во наставничкиот пленум. Па јас и понатаму ќе бидам активен. Говоревте, говоревте отворено за проблемите. И понатаму ќе бидам активен во наставничкиот пленум и во делот на сите организации кои ќе се случуваат и така натаму, во делот кој се однесува на квалитетно образование, бидејќи јас сум борец за квалитетно образование. Во оној дел што вие прашавте некои контакти, разговори. Јас и мојот ВД директор работиме заедно скоро 4 години во исто училиште и така натаму. Од пред година и некое време ВД директор, пред тоа бевме колеги. Имавме прекрасна комуникација. Значи одлична комуникација, соработка и така натаму и со ВД директорот и со градоначалникот на општината Студеничани. По добивањето на одлуката за намалување на бројот на часовите во ноември месец, јас се обидов да разговарам со директорот во канцеларија. Бев не одбиен, него ми беше кажано во моментов имам гости, ќе се видиме потоа, причекав потоа, бидејќи не заврши тоа за неколку часови, што сметам дека намерно беше направено, јас и заминав. Му се обратив неколку пати на телефон, каде што викаше со луѓе сум, ќе ти се јавам, или јави се подоцна, јави се подоцна и така натаму. На крајот, за да добием одговор на телефон, кој одговори и ги чувам, нели? А и секој пат би можеле и очи во очи да се докажуваме дека е тоа така. На крајот ми беше речено, не ми се јавува, јас ќе ти се јавам. И од тогаш никогаш и не се ни јави. Во тој период, значи од ноември месец до крајот на јануари, дури ми беше директорот на посета на еден од моите часови. Многу коректно и така натаму го пречекав на час кога работев јас со децата, го зеде дневникот. Се подпиша во дневникот дека извршил контрола, дека било све во ред и така натаму. Пробав да разговарам во тој период со градоначалникот на општината, бидејќи градоначалникот на општината сепак е градоначалник на таа општина каде има 3 училишта и кој го именува ВД директорот.
Истиот одговор го добив од градоначалникот. Во моментов се могужва, ќе се чуеме и така натаму, и тоа беше некој ескивирање за она што вие викате политички одговор. Иако имавме прекрасни релации во изминативе скоро 4 години и со градоначалникот и со директорот, поготово што директорот е и председател на советот на општината Студеничани, е и веде директор во училиштето. Така да соработката. Која е позадината за сето ова? Што мислите, кој стои за сето ова? Па не знам, јас побарав објаснување неколку пати. Бидејќи директно не можев да го побарам објаснувањето, не можев да дојдам во контакт и во онај ден кога директорот ми беше во контрола на мојот час, немаше смисла пред децата да поставувам такви прашања. Значи немав можност. Причините по оние пораки кои ми беа испраќани, индиректни пораки и така натаму, дека треба малце да ја спласнам активноста моја, да не се борам толку многу за квалитетно образование. И веднаш по емисијата на телевизија Телма Топ тема, неколку дена после тоа јас го добив отказното решение. Значи, не сум бил послушник во тој дел, не сум го послушал да спласнам, не требало да зборувам, но јас реков и пак ќе речам, секогаш ќе се залагам за квалитетно образование во она што сметам дека најдобар го знам. Секој пат ќе бидам борец за образованието во Македонија да го добие своето место во. Минатата година бевте оценет со одлична оценка од Државниот просветен инспекторат и Бирото за развој. За цело време говорите дека се залагате за квалитетно образование. На крајот добивате отказ од работа. Минатата година имавме во училиштето интегрална евалуација од Државниот просветен инспекторат, меѓу повеќето кои беа оценувани бев и јас. И бев оценет со одлична оценка. Потоа имав на еден од моите часови и контрола од Бирото за развој на образованието за квалитетот на наставата, советникот за од Бирото за развој на образованието, исто така имав одлична оценка. Значи во делот на квалитетот на образованието кое јас го практикувам, немав никакви проблеми. Нема забелешки, нели? Па самите оценки, самите записници го покажуваат тоа, не треба јас да го говорам, тоа може да го говорат и оние кои се релевантни фактори за тоа. Зошто сето тоа дојде? Мене не ми се уште јасни причини. Не знаете од каде по која вертикала доаѓа? Па знаете што, во случувањата во делот на образованието, во вакво образование какво што го имаме сега, кој е испод секое ниво на образование во државата, можете да очекувате се. Бидејќи јас располагам и се уште располагам со податоци од едно големо истражување кое го правевме и дел со граѓанската организација, дел со колегите од наставничкиот пленум, анализите кои ги правевме за какво образование ни е потребно и така натаму. Напоменавме многу пати дека не може да има квалитетно образование со неквалитетен кадар. Со необразован кадар, така речено. Ние имаме 22,9% во Република Македонија наставници кои се наставници со средно образование, значи не се високо образовани. Дури некои се едвај матурирале во некое од средните училишта и после тоа по некоја си линија, дали тоа било партиска, роднинска и така натаму, дошле да предават. Замислете вие да имате наставник, ликовен уметник да предава математика. Каде го имате? Во кој образование? Во која држава? Апсолутно. Но кај нас тоа го има. Нивото на образование е многу паднато. Нивото на образование. Поготово во моето училиште има огромен број на кадар кој е со средно образование. И токму од тие наставници, наставници со средно образование. Па тоа го дозволува министерството. Па тоа го имате и во Државниот завод за статистика, каде може да се види несоодветни наставници со средно образование наставници, и во евиденцијата на Министерството за образование и наука. Но последното мое прашање на една од емисиите која бевме со представникот од Министерството за образование, вика па кога нема кадар. Значи кога нема кадар, тоа што значи кога нема кадар? Нема кадар по тие предмети или нема дипломиран кадар? Малце се тие работи косат и она што значи во овие изминати 10 години мислам дека
голем број на директори, а со аминување од Министерството ловеа во матно, за да може образованието да го спуштат на едно најниско ниво можно што би можело да биде, дури пониско од тоа. И да се примат по партиска линија наставници. Па знаете што, секој си бара работа. Јас не ги окривувам тие што работат. Апсолутно, секој се залага. Но тука институциите има закони кои треба да се почитуваат, има правилници, има програми од Бирото за развој на образование според кои програми треба да се работи. Дури од дипломираните треба да се прави селекција според квалитет. Апсолутно се сложувам. Во 2015 напишавте едно многу храбро писмо отворено писмо до Министерството за образование, како што го нарековте необразование, и тука зборувате за неквалитетните компјутери, за екстерното тестирање и така натаму. Имаше ли од Министерството некој фидбек, некоја реакција од таму, нешто? Мислите за подобрување да има или према мене да има? Према вас. Па, за подобрување знаеме дека има. Немаше никаква никаква реакција. Министерот тогаш? Не, никаква реакција немаше, иако со министерот лично се познававме, лично се познававме, немаше никаков одговор ни од тогашниот, ни од подоснежниот министер. Од тоа министерство ние како и наставнички пленуми, како група на наставници кои се залагавме за да го направиме што порелевантно истражувањето во образованието, и оние анализи кои ги доставувавме, ние не добивме никаков одговор. Не бевме, ако се сеќавате, нити примени на било каков разговор да образложиме одредени работи. Зошто ние се залагаме? Дали се залагаме за квалитетно образование за лична корист или се залагаме за општо добро на децата и родителите? Во ситуацијава, ако тоа беше оценето дека се залагаме за квалитетно образование за лична корист, зошто би се залагале? Ние сите работевме. Значи, вработени во образованието бевме во тој период. Сега јас не сум, но колегите се уште секој учествува во делот на анализите. Но секогаш водилка ни била помислата дека децата мора да добијат квалитетно образование. Во ваков систем на образование како што е кај нас, каде што имате еден закон закон за основно образование и средно образование, датира од 74-та година. Тоа се далеч учебници на кои што има многу забелешки. Апсолутно. И тој закон во една година да претрпи 29 измени, може да замислите за какво образование се работи. За никакво, апсолутно. И јас во една прилика кажав дека сметам дека необразовани луѓе го водат образованието токму заради ова ни се случува, што и се покажа како точно. Го имавме акцијата компјутер за секој дете, бесплатни учебници, кои ова е 7-ма година како се работи со бесплатни учебници, односно со учебници кои ги нема. Значи учебници кои ги нема. Можете да замислите во едно одделение од 38 ученици да работите со 2 учебници по одредени предмети. Може да замислите на едно од нашите истражувања, имаше искажување на еден од колегите професори, дека за предметот латински јазик од 200 ученици тој има 19 учебници. Значи со 200 ученици работа со 19 учебници. Какво образование можете квалитетно образование да постигнете во тој дел кога немате учебници, учебни помагала? Компјутерите да не зборувам. Мислам, тоа е веќе стара тема за која се зборува едва и за екстерното тестирање. Скрпуваат училиштата по 20 на компјутери во некоја училница и то тие 5-6 дена пред екстерното, па да се спроведе екстерното тестирање. Условите во училиштата, јас напишав во неколку мои анализи и така натаму. Условите во училиштата не можат да се гледаат преку спортската сала, тенискиот терен или чешмата во дворот кај која ќе сечите лента пред избори. Условите се внатре во училиштето. Квалитетна училница, искречена училница, опремена со компјутери, опремена со учебници, учебни помагала, грење, потоа санитарните јазли,
ако ви кажам дека во овај момент од истражувањето кое го правевме, во 147 училишта има издадено решение од санитарната инспекција за затворање на училиштата, ниедно не е затворено заради нечистотијата и руинираноста на санитарните јазли. Каде што, замислете, деца од прводелини од 6 години таму престојуваат. Подложни на секакви инфекции. На секакви инфекции. Ако во сето тоа го додадам од нашето истражување што произлезе против 17 директори во Република Македонија се водат кривични пријави, директори на образовни институции, училишта. Какво квалитетно образование тогаш очекувате? Имате 24 директори против кои се водат постапки за конфликт на интереси. Е на политичка функција и е директор во училиште, што е неспојиво со било кој закон во Република Македонија, но најверојатно министерството си одеше по системот караванот си врви, кучињата си лаат. Не беше земен во обзир тој ваш извештај и тоа истражување воопшто? Не, имавме ние објавен тој извештај, го имавме објавен воопшто, нити беше побарано мислење од нас во кои училишта, како училишта, бидејќи податоците стојат. Со имиња, презимиња на училишта. И тоа го правевме од 2015 година. И како 2015-2016. Како да тргнат тогаш работите напред? Па мислам дека ќе тргнат работите напред, затоа што сметам дека е дојдено времето да со образовниот процес во Република Македонија раководат образовани луѓе. Се додека необразовани луѓе раководат со образовниот процес, без разлика дали се тоа директори на училишта, дали се тоа представници во министерството или се градоначалници во локалната самоуправа, затоа што знаете сега дека училиштата се префрлени под локалната самоуправа и таму се кројат политиките на основното образование. Можете да замислите. Бидејќи образованието почнува со основното образование. И тука се добива темелите на образованието, основното и средното образование, а понатаму доаѓа високото, каде што веќе имаме зрели академски граѓани. Ќе треба доста работа, очигледно реформи, реструктурирање, рестартирање на цел овој гломазен образовен систем кој што тоне и тоне од година во година. Јас затоа реков, мојата активност и активноста на голем број колеги кои се залагаме за квалитетно образование нема да престане. Значи нема да престане. Дали ќе се направи нова влада со нови кадри во министерството кои ќе бидат, верувам, пообразовани од овие што се сега, но нашите залагања за квалитетно образование нема да престанат, нити па преку ноќ ќе го добиеме квалитетното образование. Како што е процес на уназадување на образованието, потежок е процесот за покачување на нивото на образованието и квалитетот. Многу потежок процес е. Сигурно. Дали го обжаливте решението, дали пријавивте некаде каде што може да се пријави, не знам, кај Народниот правобранител, Хелсиншки комитет? Да, значи уште во октомври месец јас поднесов пријава, така се вика тоа, нели во Државниот инспекторат за труд, Државниот просветен инспекторат, Народниот правобранител, Хелсиншкиот комитет, поднесов тужба во Основниот суд 2 за трансформација на работниот однос и така натаму. На 10 март веќе е закажано судско рочиште. Некои од колегите кои беа отпуштени веќе има судски рочишта, неколку денови пред, мислам дека беше 10 дена од денес, и една од колешките го доби судскиот процес за враќање на работа. Јас сум на 10 март и така натаму, така да сите правни дејства се преземени. Очекувате дека институциите ќе пресудат така како што треба? Да, јас имам се уште верба имам, без разлика што имам некои си свое мислење за судството, се уште имам верба во делот на работните односи и судиите кои го процесуираат тој процес, каде што се работи за човечки судбини, нели? Се уште имам голема верба и сметам дека правдата ќе излезе на виделина. Но што тоа значи? Притисокот, заканите, уцените и така натаму, и она што, да речеме, го трпиме
во делот на неквалитетното образование, мислам дека се многу поголеми од еден судски процес. Многу поголеми и пообемни. Мене, што ќе ми значи враќањето на работа, ако ги немам пак условите и ако не можам квалитетно образование да им дадам на тие деца. И ако сте оневозможени да се борите за тоа. Апсолутно. Така да сметам дека во иднина ќе престанат тие притисоци, нема да ги има нити реваншизми, поготово што во овај дел, во случајот со мене и моите колеги, кои сме сите од македонско јазично подрачје. Да, некаде прочитав дека и се чувствуваат и етнички дискриминирани. Па јас не можам да кажам дека се чувствувам јас, бидејќи со колегите, средината во Батинци, во училиштето, е прекрасна. Јас најодговорно тврдам дека Батинци, како средина, како село, може да служи за пример во делот на меѓуетничките односи. Таму има прекрасни родители, таму има прекрасни луѓе, кои и минатата година зборуваа дека во нашето училиште, во Батинци, работат луѓе со вечерно училиште завршено. Дури тие го креваа гласот, но никој не ги слушаше. Но чинот на издавање на решението, чинот на постапките кои пред тоа се водеа, бидејќи во 2015 година постојат документи, тоа јас не го измислувам нити го кажувам, колку да го кажам, нели, постојат документи во училиштето, во општината и во министерството, каде е поднесено барање за трансформација на работниот однос за мене и колега Албанец. Колегата Албанец, кој со 2,5 години работно, 2,5 до 3 години работно искуство, доби трансформација на работниот однос. Јас не добив со 30 години работно искуство трансформација на работниот однос. Не знам од кои причини и тоа ме наведе да помислам дека тука е извршена, направена страшна национална дискриминација. Училишниот одбор е еднонационален. Тука веќе не можете да ја барате правдината, затоа што колегата кој го доби решението со 3 години работно искуство, експресно стана и член на председател на училишниот одбор. И не може да очекувате, ако се жалите до училишниот одбор, дека ќе донеси поинаква одлука од директорот. Во другиот дел на таквата дискриминација не се чувствува. Јас најодговорно тврдам дека во училиштето не се чувствува. Меѓу вработените не се чувствува таква појава. Поединците нека му служи на чест за тоа што го прават, за таквата дискриминација и така натаму. Тоа се докажува многу лесно врз основа на документи, врз основа на судски постапки и така натаму, низ кои веќе ќе пливаме, сакале или не сакале. Апсолутно. Веќе ќе пливаме. Најдоа ли замена? Вработи ли некој друг? Па не знам, немам информација. Јас само прочитав некаде на порталите и така натаму дека некоја изјава на ВД директорот е дека заради намалениот број на часови, јас сум го добил отказното решение. Да, тоа што претходеше, нели? Но без некоја анализа на часови, јас најодговорно тврдам, бидејќи целата електронска евиденција за училиштето јас ја водев веќе 5-6 година. Електронскиот дневник, ЕМИС апликацијата, ХРМ апликацијата, јас ги водев, јас бев на семинари заедно со секретарот и уште еден колега, така да имам увид и во часовите, во кој оделение колку часови. Најодговорно тврдам дека во 2017-2018 бројот на часови по македонски јазик ќе се зголеми, нема да се намали. И неточни се тврдењата на директорот дека заради намалување на часовите, тоа е веројатно некое си пливање, изговор некој и така натаму во моменталнава ситуација. Но јас би бил многу среќен кога тоа мене во лице би било објаснето. Затоа што тука ќе ги ставиме аргументите на маса. Али до сега таква појава нема, нити од директорот, нити од градоначалникот, нити од општината, оние кои се задолжени
за образовниот процес во самата Добро, општина. еве, може би грешка, ние не го викнавме него, меѓутоа вие сте тука за да објасните што се Викнете го. случува. Мислам, јас немам никакви И не верувам дилеми и дека ќе проблеми дојде, околу да. тоа да ги извадиме аргументите на маса, законот, програмите на Бирото за развој на образованието, каде колку часови има, оделенијата, паралелките колку. Апсолутно немам никакви дилеми околу тоа. Јас сум подготвен во секој момент Така. да го докажам Добро. она зашто тврдам. Сега институциите се на потек, правосудните органи останува да видиме што и какво решение ќе донесат. Макар што од искуство, од досегашното искуство, ете, судството е секогаш на страната на вработените, така да се надеваме дека Апсолутно, нема да јас кажав подлегне дека на верувам, политичките притисоци. верувам. Јас дури да ви кажам и судивката која го води тој процес е од друга етничка заедница, не е од македонска етничка заедница, се да се надевам, така да јас верувам во исправноста и на судивката и на судовите и дека ќе биде донесено исправно решение. Ви благодарам што бевте. Благодарам и на вас. во процес.